Голем благослов, магична моја фамилија. Голем благослов за сите вас. Добре дојдовте на страницата на Уналум Тарот. Ви благодарам многу за пораките на поддршка што ми ги праќате секојдневно. Денешната тема или пак енергија која што треба тарот картите да ни ја дадат е дали ќе дојде до померување со вашиот бивши партнер. Енергија која што ќе треба да тарот картите ни одговорат, па да започнеме доколку резонира оваа порака од тарот картите. Овие се генерални колективни читувања и нема секогаш да бидат во енергија да резонираат со вас. Ајде да видиме дали ќе дојде до померување со вашиот бивши партнер. Што сакаат тарот картите да ни порачаат. Секогаш улогите можат да бидат заменети. Овој ваш партнер е ваш судбински партнер. Енергија каде што сте поврзани судбински преку универзумот и да сте во блокада, во неделување, во енергија да нема комуникација. Ова е вашиот судбински брачен партнер. Универзумот ќе одреди дали ќе дојде до померување. Енергија да овој ваш бивши партнер ве има напуштено, оставено, напрсно, најверојатно е ваш бивши брачен партнер за некој од вас, а за други пак од вас ќе значи дека имате дете со оваа персона, а може би ќе добиете некоја порака која што ќе биде нова за вас. Енергија каде што оваа персона размислува за вас, прави планови, но е во некоја нестрекна околност. Оваа персона е на дистанца од вас, не сте во близина. Оваа персона ве има напуштено, напрсно, оставено поради некоја новост која што се случила во или неговиот дом или пак во неговата енергетска вредност, некоја нестрека која што и добива порака да замине од вас, се оддалечува поради болест, енергија поради болест на некоја стара жена или пак персона во неговиот сегментен живот, енергија каде што тој е во прославување за нешто, добива најверојатно од оваа персона и нешто пари, но на начин како што и не е доличен, енергија каде што и лаже, како лопов во нокта се прикрадува за да биде во енергија добивка, за да гради светла иднина. Овој ваш партнер е во нестрекна моментална околност, каде што може и да има болна персона во неговиот живот. Токму така, има проблем со најверојатно со некоја институција која што е во карактер правда, правни завршитоци. Оваа персона е многу љубоморна била и на вашиот однос. Неискрено се поставувала спрема вас, не ви говорела вистина, за да не ве разочара или пак да не се открие сам себе, за да биде во енергија да донесе некоја битна и важна одлука, си поигрувала со вас. Може да е и
персона која што е вдовец или пак разведена персона, доколку се работи за љубовен триаголник, оваа персона е недолична спрема вас, неискрена, љубоморна, има проблем со енергии од правда, правен систем, енергија каде што и не ви кажувала дека е во брак или во брачна енергија, токму така ви задавала неприлики, енергија каде што вие ќе добиете позив, порака од оваа персона и ќе се одважи према вас во најбрзо време со некој ситен мал подарок, каде што можно е и да се појави на ваша врата, да дојде со некое извинување, доколку не е во енергија да се извини према вас, затоа што ви задавала неприлики и моменти каде што сте се чувствувале и осамено. Доаѓа изненадна среќа, оваа персона е тажна, сега има енергија да тажи за вас, затоа што вие сте биле нејзината среќа, енергија каде што и подкренува можност да парично биде наградена, парично да биде подкрепена од некоја негова или пак нејзина персона до нејзе, може би родител, старател или пак персона за која што се грижала, баба, дедо, не е битно, и достигнува енергија на наследни пари во неговиот сегментен живот. Оваа персона ќе сака да гради повторна една реунија и среќа со вас, да ви се извини, чезна е за вас, енергија дека буквално размислува, прави планови како да се врати во вашиот сегментен живот, што да ви каже. За некој од вас ќе значи дека оваа персона е вашиот бивши брачен партнер, каде што и сте ставиле крај на едно долгогодишно ваше животно. Токму така добивате писмо, порака од институција, или пак оваа персона добива писмо или пак порака од институција која што ќе мора да се врати во вашиот сегментен живот. Вие се надевате дека ќе добиете некоја паричен надоместок од оваа персона или пак наследство, која што токму така се чувствувате осамено, енергија на осаменост, во болка. За некој од вас ќе значи дека оваа персона има уште една персона која што е вдовица или пак вдовец. Оваа персона ќе се одважи како ваша верност, верна персона, ќе биде променета кога ќе дојде повторно до вас, енергија дека ќе треба да ве награди за сето она неделување и неискреност од нејзе, енергија каде што ќе треба да бидете токму така. Вие сте биле во брачна енергија со оваа персона, сте имале една љубов и ќе сака оваа персона повторно да изгради брачна енергија и да биде во енергија љубов со вас, енергија каде што и ќе се повторно реконектирате со оваа персона и ќе дојде до енергија градење емоционална
зависност, енергија каде што има и вклучено деца. Енергија каде што повторно ќе бидете заедно, но и сте судбински одредени од универзумот да бидете заедно. Оваа персона маштари за вас, значи енергија каде што е стритна со вас, исполнета со вас, но не била искрена во претходниот период. Може би се повлекла, може би сте се уште во брак, но во сепарација. За некој од вас ке значи дека оваа персона не била одлучна, додека не ги стабилизирала неговите материјални и енергетски вредности, за да ви понуди нешто многу битно во неговиот сегментен живот, а тоа е да ве однесе на лудиот камен или пак да ве удостои со една стабилна врска која што ќе води во брак, брачна врска и ќе биде подкрената со љубов. Ова е ваш судбински партнер и ќе дојде до помирување во наредниот период. Енергија каде што зема пажот на штаповите е нова енергија, исцелителна енергија, нешто многу ново, важно, битно. Тој кува планови, значи ствара планови за вас, како да влезе во вашиот нов сегментен живот, да биде радосен, среќен, да гради нов почеток, но и да учи со вас, да бидете во енергија, радост и среќа. Тој мудро ги кова плановите. Енергија 8 пентакли, каде што и напорно работи, доаѓа во можност да има и заработка, доколку немало. Да видиме што друго. Последен суд или пак the last judgment, висока аркана, каде што вели оваа персона ќе мора да се одлучи за да ја реконектира оваа ваша врска. Енергија каде што повторно ќе гради една светла иднина со вас и вашата љубовна енергија. Енергија на the lovers или пак љубовници е дека сте судбински партнери, потврдени од универзумот. Колку и да бегате, оваа персона ќе биде ваш судбински партнер. Ова енергија може да има и илузии или пак да крие, како што криела предходно, не ви искажала вистини, ве манипулирала, лажала, само за да прикрие некоја негова слабост, некоја недобра можност која што била во нејзиниот сегментен љубовен дел, материјален дел. Оваа персона може да има шкорпија или пак риба во неговиот натал. 7 купови, енергија каде што ќе треба да се одлучи, да има избор. Значи, ќе ви даде можности да бирате или пак ќе доведе до енергија да бира, да биде одлучна, да донесе права одлука за ваше смирување, како би влегла повторно во вашиот љубовен живот или пак во вашиот сегментен енергетски дел, каде што и оваа персона ве манифестира, ве посакува енергија, каде што вие сте негова среќа, љубовна среќа. Оваа персона е тажна, затоа што е на дистанца од вас и затоа што не може да ве има, затоа што не била искрена во претходниот период. За некој од вас ќе значи дека и нема да дадете шанса на оваа персона да се врати во вашиот сегментен живот. Енергија каде што и ќе остане манифестирана, но
оваа персона ќе се потруди да ве добие онака и како витезот на пентаклите, енергија која што вели дека ќе работи напоредно и ќе биде во енергија да ви понуди делумно смирување, може ќе дојде во енергија да бидете повторно во контакт како пријатели, како пријателство, или пак ќе ви понуди некоја материјална стабилност, но ќе биде делумна. За некој од вас можно е и да е мешана и трета персона на оваа резина, каде што и се дисконектирате, значи каде што ве напушта оваа персона, а може и да значи дека ќе добиете понуда за работа од истата персона, доколку има стабилна работна енергија. Оваа персона е во 5 штапови, енергија каде што ќе се бори за вас и вашите емоции, енергија каде што и треба да се одважи за да дојде до некоја негова суштина, да се извини за сето тоа што ви го создала како болка. Со оваа персона некој од вас има и дете, едно дете, може да е и женско, но може да е и машко. Земете вам како ви резонира. Оваа персона ќе се бори за вас, за ваша стабилност, за ваша енергетика и повторно ќе сака да влезе во брачни води со вас. Ќе имате и поддршка од универзумот, како што и најавуваат картите за вас, енергија каде што универзумот ќе одреди време и простор, темперанс, енергија да се причека, да универзумот одреди време кога оваа персона ќе се врати во вашиот љубовен сегментен живот. Ќе имате помирување, за некој од вас и го очекувате ова помирување, каде што и знаете дека оваа персона е ваша судбинска персона, која што ќе гради можност да се исцели и да влезе во енергија како прав брачен другар, брачен партнер, како прав енергетски татко на вашето дете, или пак како права персона која што ќе понуди и материјална и љубовна стабилност. Оваа персона се трудела да ве остави, да ве заборави, но залудно, затоа што вие сте судбински поврзани, одредени од универзумот, енергија каде што прави планови, но материјално стабилна е, но не се ево енергија да ево неодлучност, ево енергија на уште размислување, прави помудри планови како да дојде до вас. Доколку е блокирана оваа персона на енергетско ниво или пак преку социјални мрежи, телефон, мобилен, без контактна енергија, оваа персона ќе се потруди да ве добие и да ве најде, а тоа е да дојде во вашиот дом и да ви понуди сето она, а пред се да се извини за сето време кое што било во енергија да ве остави на цедило и да ве изманипулира, да ве лаже и да не ја кажува вистината за сама себе. Оваа персона е амбициозна персона, има можност и да е понекогаш страмежлива или пак да се страми
од неговото его, амбициозно его, кое што го направила преку момент да ве остави во неверување или пак да ви ја затвори енергетската врата околу него поради тоа што сакал материјално да се обезбеди од персона која што била битна во неговиот живот, а тоа е мајка, баба, дедо, прадедо, енергија каде што и вклучува наследство. Оваа персона е се уште на дистанца од вас и ќе се потруди да дојде. Имала мрачни мисли, сега сака да биде во енергија мирно решавање на оваа ситуација, да бидете во енергија на радост од универзумот и да створите радост во вашиот сегментен живот. Промените се на пат да ги направите и да ги направи оваа персона према вас и е оптимистична во верување дека ќе и прифатите помирување со оваа персона. Оваа персона заслужува уште една шанса од вас да му дадете или пак да и дадете, затоа што сте судбински партнери кои што сте се пронашле во право време и во права енергија, но оваа персона потфрлила во страв да не изгуби материјалност од некоја друга персона која што му била важна во неговата сегментна енергија. А ја на вам ви посакувам една волшебна реунија со оваа персона. Ова негово враќање или пак нејзино да биде во енергија на откровение, на изразување целосни емоции и да вашиот брак или пак врска пловат во една успешна енергија која што универзумот ви одредува да бидете покриени со универзумска енергија и правда, како што и универзумот налага. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!